Драги лавови, септември 2025 ќе биде месец во кој ќе ја почувствувате својата внатрешна сила уште посилно од порано. Твојата харизма, твојата самодоверба и способноста да бидеш лидер ќе бидат забележани. Ако последните месеци имаше моменти кога се чувствуваше како да се бори твоето срце помеѓу желбите и реалноста, сега ќе имаш прилика да донесеш јасни одлуки. Овој месец ќе те потсети колку е важно да си верен, односно верна на себе, без да се изгубиш во туги очекувања. Во ова видео ќе зборуваме за љубовта и односите, кариерата и финансиските можности, здравјето и благосостојбата, најсрекни периоди во месецот, предизвици, совет, инспирација. Овој хороскоп е тука за инспирација, насоки и мотивација, а вие, драги лавови, најдобро знаете дека кога срцето ви гори, можете да го осветлите и целиот свет околу себе. И доколку не сте се претплатиле до сега на каналов, стиснете subscribe и доколку ви се допадне видеото, лајкнете го, па да продолжиме. Љубов и односи. За оние во врска, ќе почувствуваш дека љубовта бара повеќе искреност и длабоки разговори. Ќе има моменти на нежност, но и ситуации кога ќе треба да покажеш повеќе трпение. Твојата харизма може да го подигне партнерот, но внимавај да не наметнуваш премногу своји ставови. Најубавите денови ќе бидат токму оние кога ќе му дозволиш на партнерот да блесне заедно со тебе. Ако си слободен, лав, овој месец ти носи шанса за ново познанство кое може да почне на многу спонтан начин. На социјален настан, преку пријатели или дури и на место каде што најмалку очекуваш. Ке привлечеш луѓе со својата енергија, но не брзај. Оној што ќе остане до тебе ќе биде личност која ја гледа твојата душа, а не само твојот сјај. Пријатели и семејство може да има кратки недоразбирања со блиски луѓе, но со искрен разговор брзо ќе се расчистат. Септември е добар период за собири и дружења што ќе ти исполнат. Кариера и финансии. Септември ќе ти донесе нова динамика. На работа ќе има шанса да се докажеш и да покажеш колку можеш да водиш. Ќе има ситуации во кои другите ќе бараат насоки од тебе. Искористи ја таа можност. Можен е проект кој ќе ти донесе повеќе признание или нешто што ќе те истакне пред колегите и предпоставените. Ако размислуваш за промена на работа, овој месец ќе почувствуваш силна мотивација да направиш чекор напред. А во финансискиот дел ќе имаш добри приливи, но и искушение да трошиш повеќе од потребното, особено на работи кои ти ја хранат суетата. Совете, вложувај во нешта што ќе траат, наместо во моментални задоволства. Здравје и енергија, ќе имаш повеќе сила и виталност отколку изминатите месеци, но емоциите можат да влијаат на твојата енергија. Биди внимателна со стресот. Најдобро ќе го извадиш преку физичка активност. Прошетки, спорт или танц ќе ти донесат рамнотежа. Исто така септември е добар месец да воведеш нови здрави навики, било то да е подобра исхрана или повеќе време за одмор. Најдобри периоди во септември. Првата недела ќе ти донесе нови идеи и мотивација за работа. Средината на месецот е одлична за романтични средби и за јакнување на врските. Последната декада ќе ја почувствуваш како време на признание и можеби некоја награда или позитивна вест поврзана со работата. А предизвици што да се внимава? Може да се појави чувство дека мораш постојано да бидеш во центарот на вниманието.
Тоа ќе создаде тензија со блиските луѓе. Исто така, финансискиот дел бара внимание. Избегнувај непотребни импулсивни трошици. А во љубовта внимавај да не бараш совршенство. Дозволи и на себе и на другите да бидат човечки и реални. А со овете инспирација, лавови, септември е месец во кој ќе можете да блеснете, но најголемата победа ќе биде ако научите да го делите тој сјај со другите. Вашата храброст и топлина може да бидат светлина за многумина околу вас. Ова е месец за нови успеси, длабоки разговори во љубовта и моменти кога ќе сватите дека вистинската моќ е во тоа да останете верни на себе. Афирмации за лав во септември. Јас сум силен или силна и светам со својата уникатност. Љубовта ми доаѓа лесно и природно. Го заслужувам успехот и го примам со благодарност. Мојата енергија инспирира други. Секој ден е нова сцена на која јас блескам со срце и душа. А како да ја користиш енергијата на месецот? Во првите денови планирај и постави цели. Во средината на месецот посвети време на љубов и врски. А кон крајот искористи ја својата моќ за да добиеш признание и да направиш напредок. И да заклучиме на кратко, септември за лав е месец на харизма, лидерство и љубов. Ке имаш можност да го покажеш својот талент и да добиеш признание. Но најважно од се, да се сетиш дека вистинскиот лав не само што блеска, туку и го топли секое срце околу себе. Доколку ви се допадна видеото, уште еднаш притиснете subscribe, односно претплатете се на каналот и поздрав и секое добро до наредно слушање.